Денеска во мобилното студио на телевизија Нова ќе разговараме со универзитетскиот професор Тања Караканишева. Секако и денеска тема на разговорот ќе биде работата на специјалното обвинителство, дали ова обвинителство ги оправда очекувањата на граѓаните, дали ги оправда и очекувањата на политичките партии, имајќи во предвид дека 4 најголеми политички партии се практично потписници на Пржинскиот договор. Специјалното јавно обвинителство секако е дел од овој договор. Ќе зборуваме за транспарентноста на обвинителството, за финансиите, меѓутоа и секако за случајот Труско и директно ја засега и телевизија Нова. Професорке, добро дојдовте во вестите на телевизија Нова. Добро ве најдов. Ово обвинителство, да почнеме од почеток, ги оправда ли очекувањата за кое што беше формирано? Се зависи чии очекувања. Значи, ако зборуваме за очекувањата на социјалдемократите, очигледно е дека тие целосно го оправдаа своето постоење, затоа што е јавна тајна дека специјалното јавно обвинителство делува како продолжена рака на социјалдемократите. Меѓутоа, ако се зборува за општата јавност и впечатокот кој што го има општата јавност во делот на тоа како работи овој државен орган, мислам дека комплетно ја утнаа работата и едноставно се наметна како некако фактор кој што треба да работи согласно правото, согласно законите. Туку обратно, некако политиката е предоминантна во работењето. Ги занемаруваат законите, ја занемаруваат суштината на своето постоење, дека тие се таму за да бидат независни, самостојни и непристрасни во своето работење и дека политиката воопшто не треба да влијае врз нивното работење, но за жал овој орган се повеќе станува доминантно политички и гледаме дека дури употребува и политички методи на репресија, на закани, на уцени, на притисоци врз органите, другите органи, но и врз граѓаните, што значи дека комплетно ја тргна правната нишка и правната содржина на своето постоење и некако се пресели во делот на политиката, дури јас би рекла често пати делува како политичка партија на политичка сцена, а не како државен орган кој е дел од јавно обвинителската функција. Но секако дека за работењето на СЈО треба пред се да проценат и останатите правници. За жал има многу малку одек и многу малку се дебатира меѓу правниците за тоа колку е на вистински пат СЈО, дали функцијата која што остварува СЈО е на вистина на ниво на задачата, колку СЈО на некој начин нанесува и штета на правната професија, бидејќи во најголем дел од случаите таа се осрамоти. Во најголем дел од случаите СЈО делува како што реков политички орган, екзекутор на челниците на ВМРО ДПМН, па дури и на медиумите, без притоа да се задржи на правната суштина. Во голем дел би рекла дека и нанесе и срам на правната професија, па од тука правната дебата меѓу правниците, меѓу луѓето кои што се занимаваат со оваа работа, јавните обвинители, но и судовите, мислам дека е неминовна во овој момент, за да можеме да извлечеме вистинска, би рекла, суштина, што е вистинската цел на постоењето на СЈО. Се добива впечаток дека целта на СЈО е да нанесе штета на ВМРО ДПМН. Тоа е општото мнение. Тоа впрочем можеме да го видиме и во анкетите на јавното мислење, каде што се добива впечаток дека СЈО не ужива довербата на мнозинството граѓани во Република Македонија и дека е под влијание или на странски фактор или на домашните политички партии, претежно опозиционите. Така што од тука дебатата за работата на СЈО мислам дека е неминовна во овој период. Со цел да се добие правничко мислење за тоа дали навистина случаите кои што ги има креирано СЈО се навистина имаат правна тежина, се навистина заснувани врз докази или се предмети со кои што треба само да се прави политички прогон, треба да се создаде некаква атмосфера во јавноста дека само ВМРО ДПМН е криминогена партија, дека само луѓето кои што се во естаблишментот на ВМРО се криминалци, а дека сите останати се честни. Тоа сакам да ве прашам за селективноста на специјалното јавно обвинителство. Имаше многу коментари и во стручната јавност и во јавноста, во гледачите, дека неминовно или не е тешко да се заклучи дека
барем правдата селективна е во овој момент. Односно сите случаеви предистражни постапки што ги отвара специјалното јавно обвинителство се насочени само кон една политичка партија, во случајот ВМРО ДПМН. Види, Александар, значи многу е симптоматично како може да се формираат случаи во кои што ќе се гони криминал врз основа на сторен криминал. Незаконските стекнати и прислушувани материјали се незаконски, односно се криминогени действија и врз основа на тие криминални активности вие сега треба да ја барате правдата, односно треба да постапувате согласно на законите. И јавното обвинителство СЈО е свесно дека врз основа на тие нелегални докази тие не може да водат предмети, не може да оформат предмет и не може да водат постапка затоа што амблок се отфрлаат нелегалните докази. Токму затоа тие врз основа на таквите докази или криминалните активности сакаат да се наметнат како фактор, правен фактор во државата, со кој што ќе прават уцени врз други граѓани да со една единствена цел да се соберат што е можно поголем број на докази против челниците на ВМРО ДПМН врз кој што ќе се конструира случај. Типичен случај или типичен пример за таква би рекла злоупотреба на прислушуваните материјали и креирање на случајот со вашиот собственик, односно со собственикот на ТВ Нова. Значи таму имаме чиста ситуација, имаме случај со тендер кој што веќе е завршен, заокружен, целата работа е завршена. Значи немаме доказ дека од работата на фирмата на Сеат Кочан имало некаква штета или државата претрпела штета, значи се е сработено како што треба. Понатака се види дека во тендерската документација се е легално, дури повеќе од бараните услови на тендерската постапка. Така што сега е потребно да се манифестира некаков наводен криминал за да се стави на тапет ТВ Нова. Значи, и сите други случаи, ако земеме од Титаник навака, се е така, нешто на база на прислушувани материјали, па потоа врз база на некакви докази кои што тие наводно ги набавиле во текот на истрагата или во предистражната постапка и креиран случај со цел да се оцрни некој, не со цел да се дојде до правдата, туку само да се стави етикета дека тој е виновен, дека тој е нели треба да биде осуден, треба да му се утврди казна затвор и така натаму, без при тоа да водат сметка за елементарните, основните начала на кривичната постапка за кои што тие се по службена положба одговорни да бидат почитувани. Значи, пред се тајноста на постапката, гледаме дека во неколку наврати во сите случаи е повредена, ниту една истражна и предистражна постапка која што тие ја водеа не беше во целост запазено начелото на тајност на постапката, што е кривично дело. Понатака не беше запазена презумцијата на невиност. Ние имаме случаи каде што медиумите, проопозицијските медиуми однапред соопштуваат за кои луѓе ќе се отвори случај, што е правен преседан невиден. Понатака се повредува интегритетот на луѓето кои што се дел од тие случаи, се повредува достоинството, се повредува нивниот приватен и семеен живот. Едноставно, СЈО не е на висината на задачата на која што треба да биде еден одговорен и професионален јавен обвинител и професионално јавно обвинителство. Да не зборуваме за неговата уставна позиција, неуставна позиција, парадржавност и така натаму. Добро што го Да, меѓутоа сакам да кажам дека многу од начелата кои што тие се должни да ги почитуваат, не ги почитуваат и во многу делови имаат проблеми, имаат пропусти во самата постапка, вклучително и случајот со Труст. И токму затоа произлезе вчерашното барање на господинот Зврлевски, државниот обвинител. Тоа беше моето второ прашање, тоест последно за Зврлевски. Од медиумите практично дознавме дека поднесол барање за заштита за законитоста пред Врховниот суд. Ајде правнички коментар на ова. Сосема на место, значи барањето за заштита на законитост особено е на место во овој случај, затоа што од решението и на Основниот суд и на Кривичниот суд, односно во Апелациониот суд, се виде дека фактички е повредена постапката во два момента. Прво, е донесено решение без докази, без цврсти докази дека постои одредено сомнение дека човекот сторил одредено кривично дело и така натаму, значи без доказ е донесено такво решение. И второ, е повреден членот од ЗКП кој се однесува на суспензивното дејство на жалбата. За жал, судиите требале да знаат
дека во моментот кога поднесува жалба адвокатот на обвинетиот, дека тоа треба да го одложи извршувањето на решението. Тие тоа не го земале предвид и барале веднаш да се спроведе решението, да се изврши решението, што е спротивно на закон. И од тука сосема е логично што јавниот обвинител Зврдлевски поднал до Врховниот суд барање за заштита на законитост, кое што како мерка се презема или се бара во оние случаи кога имаме повреда на законитоста, како што е во конкретниот случај, и повреда на слободите и правата утврдени во Уставот и во Законот за кривичната постапка, како што е во случајот со Сејат Кочев. Ви благодарам за гостувањето и за овие ваши размислувања и ставови.